НАТО гледа причини за загриженост за безбедносната ситуација на Западен Балкан. Тоа е проценката на врвот на Алијансата која беше изнесена на денешниот неформален состанок на сојузниците од регионот што се одржа во Скопје. Двете главни невралгични точки на Балканот кои ги наведе Јенс Столтенберг се Босна и Херцеговина и северот на Косово. This region is strategically important to NATO. Овој регион е стратешки важен за НАТО, но има причини за загриженост. Гледаме сецесионистички тенденции во Босна и Херцеговина, кршлива безбедносна ситуација во Косово и запрена нормализација на односите меѓу Белград и Приштина. Дополнително, авторитарни држави како Русија се обидуваат да ги поткопаат нашите демократии преку сајбер и хибридни напади. Току-што ја заврши посетата на регионот и секаде кажав дека безбедност и стабилноста на Западен Балкан зависи од сите страни, предпочитајќи диалог и дипломатија наспроти конфликт и хаос. Тоа што НАТО гледа безбедносен ризик во Босна и Херцеговина поради одредени сецесионистички повици и на Косово поради тензиите на северот, според генералниот секретар не значи непосредна воена закана за регионот, мислејќи на Русија. И македонскиот премиер уверува дека состојбата е стабилна и дека нема опасност за Македонија, која е сосед и на Косово и на Србија. Ситуацијата безбедносна ситуација во нашата држава е стабилна и не постојат никакви индиции за било какво нарушување на истата. Во однос на неодамнешните инциденти во Северно Косово, предлогот на албанскиот премиер е поголемо НАТО присуство и подобра контрола на границата. Таков настан не смее да се повтори, затоа денеска во текот на состанокот укажав на неопходноста да се зголеми бројот на НАТО војници на Косово и на неопходноста да се гарантира границата меѓу Србија и Косово, која сега фактички е вон контрола и се користи за илегални активности, шверц на оружје, наркотици. Еден од предлозите кои денеска биле ставени на маса како начин за смирување на ситуацијата во односите меѓу Белград и Приштина, а со тоа и намалување на тензиите на Балканот, е регионален форум на кој би учествувале и Србија и Косово. Истакнуo bi ono što je predložio Edi Rama. Би сакал да го потенцирам она што Еди Рама го предложи. Мислам дека тоа е многу паметен и добре дојден предлог. Да размислиме за форум на кој би учествувале овие земји од југоисточна Европа, но и Белград, Приштина и Сараево. Верувам дека тоа го заслужува вниманието на НАТО и на генералниот секретар. Тој ќе реши дали тоа е можно. Потенцирав дека стабилен и безбеден Балкан е можен само со силна европска и јасна економска перспектива и реков дека оваа влада на Црна Гора ќе направи се за да се оствари таа цел. Столтенберг денеска јавно им се заблагодари на НАТО членките од регионот за нивната поддршка за Украина во војната против Русија, за која рече дека Москва не дава знаци дека сака да ја прекине. Известно е дека ова прашање ќе биде едно од централните на самитот кој до година ќе се одржи во Вашингтон, кога НАТО ќе одбележи 75 годишнината од своето постоење. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.